Бројни слабости на македонскиот енергетски систем констатира извештајот на секретаријатот на енергетската заедница. Македонија има многу предизвици со кои треба да се справи во иднина за да се намали увозот и да се намали и притисокот врз цените. Недостигот на производство е поради ненавременото инвестирање во енергетскиот систем. Она што го забележавме во Северна Македонија, а не сум сигурен зошто е тоа така во однос на драстичниот пад на производството на на струја. Сметам дека истото е заради намалувањето на лигнан и на јаглен, старењето на електраните, климатските проблеми, промената на временските услови, хидроцентралите и нивниот намален капацитет. Она што е нејасно за енергетската заедница е зошто Македонија увезува лигнит и предупредуваат дека постројките за јаглен треба да ќе почитуваат правилата за заштита на животната средина. Наместо кон извори кои загадуваат, треба да инвестираме во обновливи извори на енергија. Сепак, за инвестиции е потребно стабилно законодавство кое ќе привлече инвеститори, а нам ни недостига и тоа. Многу земји привремено се префрлија кон јаглен и другиот парт од дилемата е дека овие постројки треба да ги почитуваат правилата на животната средина и не зборувам за емисиите на јаглерод диоксид, зборувам за емисиите на загадувачи кои што се штетни за здравјето и за средината. Македонскиот енергетски систем е премногу партизиран, критикуваат од опозицијата. Производството е сведено на минимум, а се вложува премалку во зелена транзиција. Генерално, владата се водеше од принципот ефтина енергија во Европа и сето тоа што како енергија не можевме да го произведеме во нашата држава, зависеше од увоз од европскиот пазар. Извештајот кој стигна пред пратениците говори дека мора да има мерки за да се прилагодиме кон високите цени на пазарот на енергенси. Владата и собранието мора да работат заедно за да се подобри стабилноста на системот.